Последно издание на Дневникот во 20 часот, а во него ќе гледате. Земјоделците од Кумановскиот регион и околните општини заинтересирани за мерката субвенции аплицирале над 95%. Над 1000 барања за азил издало Министерството за внатрешни работи за време на викендот. Грчкиот народ со големо мнозинство гласаше против мерките за штедење од страна на кредиторите. Кошаркарската екипа Милановски од Куманово продолжува со успешните настапи на меѓународната сцена. За повеќе содржини по блокот реклами. Останете со нас. Последно издание на Дневникот. Добро вечер. Над 6000 земјоделци од Кумановско и соседните општини аплицирале за субвенции. Околу 1300 млекопроизводители поднеле барање за субвенционирање. Во овој период пак земјоделците може да аплицираат и за мерката 50-50, со која се стимулира обновувањето на земјоделската механизација. Над 6000 земјоделци од општините Куманово, Липково и Старо на Коричане поднеле барања за земјоделски субвенции, информираа денеска од подрачната единица на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство. Во овој период аплицирале и производителите на произведено и предадено млеко. Барањата за млеко за 2015 втора фаза до 15 јуни беше рокот, иако е пролонгиран до 36. Имаме негде бројка од 1136 апликанти. Исто така е завршено и апликацијата за растително и за сточарство, која е постигната бројка негде 6293 апликанти. Ова бројка е таа што од минатите години према фазата, пошто ова се рачуна втора фаза, бидејќи ова апликација е од јануари до април месец. Иначе за растително и за сточарство, таа е бројката која беше очекувана врз основа на податоците што ги имаме во фарм регистар. Во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Куманово се интересирале повеќе земјоделци за тековниот повик од Националната програма за рурален развој со мерката 121, позната како 50-50. Раководителот на подрачната единица изјави дека мерката на земјоделците им нуди набавка на механизација за стопанства чија дејност е производство на житни, фуражни и индустријски култури. Мерката многу повеќе е позната кај земјоделците како 50-50, што подразбира дека 50% од вложените средства на земјоделците им се враќаат. Износот на повратните средства зависи од повеќе фактори, меѓу кои дали апликацијата ја поднесува млад земјоделец или жена, каде се наоѓаат земјоделските површини за кои се аплицира, например дали се на повисока надморска височина, населено место со помал број жители и слично. Земјоделците од Кумановско и соседните општини треба да бидат информирани за условите за аплицирање и поволностите на оваа мерка и преку директни средби на терен. Од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството апелираа до заинтересираните да се обратат до подрачната агенција и да побараат каков било совет што се однесува за оваа мерка. На ниво на трите општини во фарм регистарот евидентирани се околу 7000 земјоделци. Граѓаните да внимаваат особено во летниот период да не предизвикуваат пожар. Од територијалната противпожарна единица Куманово апелираат да обрнат поголемо внимание, бидејќи казните за предизвикување пожар се високи. Од територијалната противпожарна единица Куманово апелираат граѓаните да внимаваат особено во летниот период да не предизвикуваат пожари. Отаму вела дека во почетокот на јули нема екстремно зголемување на бројот на пожарите, бидејќи граѓаните внимаваат поради жетвата која е во полнег да не ги опожарат житните култури. До сега бележиме 7 интервенции, моментално екипа е на терен, така да 8 интервенции имаме. Со оглед дека допрва започнуваат горештините, очекуваме зголемен број на пожари, поготово со завршување на жетвените активности. Бидејќи кај нашиот народ тоа е општо позната пракса, по завршување на жетвата да започнат масовно со палење на стрништа, што повторно морам да потенцирам дека е казниво со закон, забрането палење на отворен простор,
Казните се енормно високи. Бидејќи законот за предизвикување на пожари предвидува строги казни за сторителите, од пожарната апелираат граѓаните да обрнат поголемо внимание, бидејќи ќе бидат санкционирани. Да обрнат внимание при жетвените активности, на исправноста на земјоделските машини, комбајн, трактор и останати, бидејќи во често доаѓа до пожарување токму од земјоделските машини. Со некоја искра од ауспух од издувник преку издувните цевки за гасови што се може да дојде до пожарување. Обично би требало да практикуваат сите комбајнери да имаат барем еден апарат С9 за почетно гасење на пожар. Тоа во глобала се некои мерки кои би требале самите да си ги преземат луѓето. Пожарната располага со 8 противпожарни возила и 50 на пожарникари кои се спремни да интервенираат во текот на сите 24 часа дневно на подрачјето на Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Во летните месеци излетниците можат да се капат во водите на реката Пчиња. Последните испитувања на мострите земјини од реката покажува дека нема присуство на бактерии. Сепак во однос на физичко-хемиските анализи докажана е зголемена матност. Испитувањата на Пчиња се спроведуваат неколку пати во текот на летниот период, кога дел од кумановци ги посетуваат излетничките места. Излетниците можат да се капат во водите на реката Пчиња кај две излетнички места во близина на Меморијалниот центар Асном во Пелинце и кај бањата Стрновац. Стручните екипи од Центарот за јавно здравје Куманово извршија анализи на примероците од вода од реката Пчиња, земени во близина на овие две популарни излетнички места. Испитувањата покажале дека во однос на микробиолошките анализи, кај двата примероци не е докажано присуство на бактерии од фекално потекло. Сепак, во однос на физичко-хемиските анализи, докажана е зголемена матност која е последица од временските услови. Водата со ваков квалитет граѓаните можат да ја користат за капење, но лекарите имаат своји препораки. Се земаат примероци во селото Пелинце, значи кај Меморијалниот центар, рекреативниот центар. Значи анализите покажа исправност, водата одговара на таа класа за која е според категоризацијата предвидена, значи на втора класа и може да се користи за капење. Меѓутоа се препорачува после враќање, значи дома, обавезно туширање, бидејќи тие примероци кои ги земаме, тоа се примероци во тој момент, во моментот на земање. Значи не можете да гарантирате да гарантираме на подолга, значи исправност на водата. Инаку овие две излетнички места често ги посетуваат кумановци во летните месеци, особено за време на викендите. Испитувањата кои ги спроведуваат екипите на Центарот за јавно здравје се спроведуваат неколку пати годишно, со зголемен интензитет во јули и август, кога и најчесто има посетители на излетничките места лоцирани покрај Пчиња. Во рамки на прекограничниот проект услуги знаење за социјално заедништво во Кривопаланичката гимназија Ѓорче Петров изминатиот викенд беше реализирана работилница за веб програмирање наменета за ученици од Крива Паланка и од професионалната гимназија за економија и менеджмент Јордан Захариев од соседен Ќустендил, кои се партнери во проектот. Повеќе во продолжение. Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка изминатиот викенд беше домаќин на учениците од професионалната гимназија за економија и менеджмент Јордан Захариев од соседен Ќустендил, кој се дел од обуката за веб програмирање и услуги во рамки на прекограничниот проект услуги знаење за социјално заедништво. Одговорните се посебно горди на фактот што од следната учебна година средношколците од Кривопаланичката гимназија ќе може да се едуцираат во современ мултимедијален кабинет опремен во рамки на проектот. Ние сме домаќини на ученици од Ќустендил, фактички продолжуваат нашата активност во реализацијата на овој проект. Ние минатата недела бевме во Ќустендил, денеска сме овде кај нас учениците, се разбира дека во текот уште на 2 викенда ќе продолжи оваа активност. Многу ми представувало задоволство што успеевме да направиме една добар кабинет по информатика, кој кабинет по информатика може да го користат и останатите ученици од ово училиште. Се разбира дека пред се тука електротехничката струка, машинската струка, а се разбира дека и ученици од гимназиските прваки.
Проектните активности ќе придонесат за развој на веб знаењето и промоција на услугите, со што ќе се овозможи подобар развој на комуникацијата, кохезијата и партнерството, како и размена на иновативни и квалитетни бизнис идеи во регионот. Се наоѓаме во завршна фаза, каде што се спроведува последниот дел, тоа е обука за ученици, каде што 15 ученици од нашето училиште и 15 ученици од Кюстендил, од економската гимназија Јордан Захариев, се учат на тема услуги и веб програмирање. Значи, на крајот од овие 4 викенда на обуки, учениците ќе бидат оспособени колку толку да направат своја веб страна и замислено е да можат да се рекламираат на пазарот на трудот и да можат понатаму да продолжат со образование на високите школи или да се вклучат во пазарот на трудот. Инаку, за да се спроведат овие обуки, предходно беше имплементирана другата фаза што ја спомнавме, а тоа е набавка на компјутерска техника. Беа набавени 16 компјутери, односно 16 монитори и еден сервер што ќе ги обслужува. Статистиката покажува дека проектите меѓу Македонија и Бугарија се едни од најуспешните во регионот и оптимално и долгорочно ги даваат своите резултати со цел насочување кон заедничка европска иднина. Проектот е финансиран во рамки на ИПА, програмата на Европската унија за прекугранична соработка. Во сообраќајна несреќа што се случила вчера на локалниот пат Бајловце Макреш, повредени се 5 лица. Сообраќајката настанала при директен судир на 2 автомобили. Повредените се надвор од животна опасност. 5 лица биле повредени во сообраќајна несреќа што се случила вчера во 14:15 часот на локалниот пат помеѓу селата Макреш и Бајловце. Повредените се надвор од животна опасност, но задржани се за понатамошно лекување во општата болница Куманово. Кумановската полиција денеска соопшти дека сообраќајната несреќа се случила при директен судир на 2 автомобили и двете Ford Escort. Како што информираше од Кумановската полиција, 39 годишниот ЗД со Ford Escort, кумановски регистарски таблички, се движел по локалниот пат Војник Бајловце, пошто изгубил контрола, преминал на левата страна и директно се судрил со другиот Ford Escort со штипски регистарски таблички, кој бил управуван од 26 годишниот возач ДД. Возачот на автомобилот со кумановски таблички се здобил со скршеница на десната подколеница, пошто, по укажаната помош во Кумановската болница, пренесене во ургентниот центар во Скопје, додека негов сопатник, возачот од Штип и двајца негови сопатници се здобиле со телесни повреди и се лекувани во Кумановската болница. Во текот на викендот, Министерството за внатрешни работи издаде 1209 потврди за искажана намера за поднесување барања за признавање право на азил во Република Македонија на странските државјани кои легално влегле на нашата територија. Во текот на викендот, врз основа на измените и дополнувањето на Законот за азил, Министерството за внатрешни работи издаде 1209 потврди за искажана намера за поднесување барања за признавање право на азил во Република Македонија на странските државјани кои илегално влегле на нашата територија. Во периодот од 19.6.2015 до 6.7.2015 година во 8 часот, соопшти МВР, издадени се потврди на вкупно 8.595 странски државјани, од кои 6.688 се од машки пол, 1.081 се од женски, 790 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 36 деца на кои им е издадена потврда за искажаната намера за поднесување барање за признавање на право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија и тоа 5911, потоа на Авганистан 743, од Ирак 485, Пакистан 366, од Сомалија 268, Конго 238, од Палестина се 221 лице, додека останатите се во помал број. До оделението за азил, соопшти МВР, се поднесени 13 барања од сиријски државјани за азил, од кои 4 за деца. Македонските компании преку поволни кредити ќе имаат можност за проширување на својот бизнис, а невработените лица да ја реализираат својата бизнис идеја. Од денеска стартуваат огласите за 4 мерки за кредитирање, кои ќе траат 30 дена од објавувањето. Од денеска стартуваат огласите за 4 мерки за кредитирање на Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија, кои ќе траат 30 дена од објавувањето.
Македонските компании преку поволни кредити ќе имаат можност за проширување на својот бизнис, а невработените лица да ја реализираат својата бизнис идеја. Дека примената на овие мерки бележи голем успех сведочи и приватната компанија Daut e-commerce, во која досега преку овие владини мерки за кредитирање се вработени 76 лица. Компанијата ја посети министерот Диме Спасов, кој истакна дека мерката за кредитирање се реализира од 2007 година и преку неа досега се отворени 42.000 нови работни места. Министерот посочи дека се работи за навистина поволен кредит, кој може да го земат сите оние кои што имаат бизнис идеја и сакаат да формираат сопствена компанија, или пак постоечките компании да отворат нови работни места. Сите заинтересирани кои што се невработени или пак сопственици на постоечки компании ќе можат да аплицираат на огласите кои што се објавени и ќе можат да земат кредитни средства од 3.000, 5.000 и 7.000 евра за самовработување или по 3.000 и 4.000 евра за отворање на ново работно место. Значи, кредитите може да се движат од 5.000 до 23.000 евра за младите лица до 29 години и воопшто за сите невработени кои имаат бизнис идеја, истакна Спасов. Каматната стапка за кредитот е само 1% со грејс период од 1 до 1,5 година и рок за враќање од 5 до 7 години. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Владко Поповски, истакна дека огласот започнува од денеска, а ќе трае до крајот на јули. И со цел побрзо да им се излезе во пресрет на заинтересираните субјекти, огласот ќе биде поделен на два дела. За сите што ќе поднесат апликација заклучно до 20 јули ќе биде одлучено најдоцна до 20 август, а останатите кои ќе поднесат барање по 20 јули ќе бидат разгледани по 10 август. Паркот на ветерни електрани Богданци, лоциран во местноста Ранавец крај Богданци, влезе во редовното производство на електрична енергија по успешно поминатите процедури на тестирање на опремата и незините перформанси. Паркот вчера го посетија премиерот Груевски и директорот на ЕЛЕМ Дејан Бошковски. Паркот на ветерни електрани Богданци, лоциран во местноста Ранавец крај Богданци, влезе во редовното производство на електрична енергија по успешното поминатите процедури на тестирањето на опремата и незините перформанси. Паркот вчера го посетија премиерот Груевски и директорот на ЕЛЕМ Дејан Бошковски. Ветерниот парк Богданци е голем проект од 55 милиони евра, за кој што неодамна добивме техничка дозвола за работа, така што на некој начин, иако тие се изработени претходно во изминативе месеци, сега веќе со добиената техничка дозвола и официјално е пуштен во работа, рече премиерот Груевски. Најави дека има добри шанси проектот да продолжи со уште толкав капацитет, на истото место на Ридовите, каде што сега се наоѓаат 16 големи ветерници. Во периодот од вклучувањето во пробна работа во април лани до почетокот на јули годинава, овој капацитет е прв што користи ветер како погонска сила, иако во тест производството кон електроенергетскиот систем на земјава испорача над 135.000 мегават часови електрична енергија. Во паркот има 16 ветерници, чие поставување заврши на 20 февруари минатата година, со што и официјално беше заокружена најтешката етапа од изградбата. За успешна реализација на проектот пред фазата на монтажа на ветерниците беа изградени 20 и 110 киловолтна трафостаница, 110 киловолтен далековод во должина од 11,8 километри, пристапни патишта, изградба на приклучно поле, во Валандово изградба на командна зграда. Овој енергетски капацитет само во првите 11 месеци од работењето го испорача проектираното годишно производство од 100.000 мегават часови. Во првата половина од годинава, ветерниот парк Богданци произведе 65.000 мегават часови електрична енергија, односно 70% од вкупно планираното производство за годинава. Паркот на ветерници со производство од најмалку 100 гигават часови природно одржлива енергија веќе ги снабдува домаќинствата на преку 60.000 граѓани на Македонија или еден поголем град како Прилеп, Куманово, Тетово, Гостевар. Во основа годишното производство од овој капацитет е речиси еднакво на потребите на потрошувачите од Богданци, Гевгелија и Дујран. Со овој ветерен парк се зголеми учеството на обновливите извори во портфолиото на АД ЕЛЕМ со 36,8 мегавати. Вести од светот. Грчкиот народ со големо мнозинство гласаше против мерките за штедење од страна на кредиторите. Италијанецот Роберто Монтело од 1 јануари 2016 година ќе стане нов генерален секретар на ОПСЕ. Во новите напади во шиитските делови на Багдад во Ирак загинаа 15 луѓе.
Грчкиот народ со убедливо мнозинство на референдумот во неделата се изјасни за одбивање на програмата на меѓународните доверители за продолжување на пакетот за финансиска помош на нивната земја, покажа официјалните проекции на конечните резултати, а Атина најави дека Грчката централна банка ќе испрати до едниот од кредиторите Европската централна банка барање на грчките банки да им биде подигнато нивото за итна помош на ликвидност, соопшти од владата. Според една агенција која што ги обработува резултатите на Министерството за внатрешни работи, се проценува дека гласањето не, со што се отфрла програмата за доверителите, ќе мине 61%. Извори од Грчкото Министерство за внатрешни работи за агенциите брифирале дека по пребројувањето на околу 20% гласачкиот материјал против пакетот на кредиторите, односно со не, гласале 60,54%, додека со за гласале 39,46% од гласачите. Ваквиот исход ќе значи зацврстување на позициите на премиерот Алексис Ципрас, кој повика да се гласа против програмата за помош на преговорите, но кога се однесува за домашната политичка сцена, тоа не му гарантира и како што сакаше пред гласањето да истакне и потврста позиција во преговорите со доверителите, бидејќи сега на маса најверојатно ќе се најде сосема поинаков предлог и секако нови услови. Проевропските партии и челници од еврозоната предупредија дека гласањето против понудата, која Ципрас ја нарече ултиматум, ќе представува пречка во преговорите и ќе насочи Грција кон излез од еврозоната. Италијанецот Роберто Монтела е избран за нов генерален секретар на парламентарната скупштина на ОЕБС, а неговиот мандат ќе почне на 1 јануари 2016 година, информира од ОЕБС. Постојаниот комитет на парламентарното собрание гласаше за Монтела на отворањето на годишното собрание за 2015 година во Хелсинки. Монтела учествуваше во мисиите на ОЕБС во Босна и Херцеговина, Косово, во Србија и Црнагора и бил раководител во оригиналната канцеларија на ОЕБС за Јужна Србија. Монтела исто така беше раководител на Европскиот центар за прашање на малцинствата во Косово и му учествувано во близу 40 изборни наблюдувачки мисии на подрачјето на ОЕБС и во Блискиот Исток. Во неговото CV исто така се наведува дека одлично зборува англиски, српски и италијански. Во повеќето бомбашки напади во шиитските делови на Багдад и неговата околина се убиени 15 луѓе, соопштија ирачките власти. Официјалните полициски извори јавија дека експлозиите се случиле во близина на еден ресторан во источниот дел на Багдад и во него загинале 4, а раните биле 14 лица. Во втората експлозија во близина на друг ресторан на југоисток во ирачката престолнина исто така настрадаа 4, а раните биле 11 луѓе. Во преостанатите два терористички напади во Ирак животот го загубиле уште 7 лица. Болничките извори стравуваат дека бројот на загинатите и ранетите може да биде уште поголем. Кошаркарската екипа Милановски од Куманово продолжува со успешните настапи на меѓународната сцена. На меѓународниот турнир во Крагуевац, Србија, младите представници на екипата се закитија со неколку признанија. Кошаркарскиот клуб Милановски од Куманово постои 3 години. Во изминатиот период клубот успее да привлече над 70 дечиња кои работат дисциплинирано под будно око на тројца тренери. Основач на клубот е поранешниот познат кумановски кошаркар Даниел Милановски, кој макотрапно работи да го развие клубот во сите сегменти. Тој самиот рече дека е пресреќен што работи со вакви дечиња кои вредно работат со уште двајца тренери. На последното големо напреварување екипата одлично го презентираше Куманово и Македонија, а при тоа оствари забележителни резултати. Клубот ова година се такмичеше во мини баскет лигата КК Милановски. Уште се такмичевме во Македонската кошаркарска лига до 14 години и наредна година ќе продолжиме во исто темпо, каде што можни се шансите да пријавиме уште една генерација и тоа постари, но се зависи од квалитетот на играчите. Тренизите претежно ги одвиваме во населото Перо Чичо, во салите во Основно училиште Христијан Тодоровски и Карпош. Таму тренизите ги одвиваме секој ден, освен недела, во вечерните термини од 20 и 30 часот. Секој дете кој сака да исконтактира со нас може да не најдат на страната КК Милановски или да се впишат од 15 август, односно во 1 септември. Ова е втор турнир кој го држува кросовер од Крагуевац, Србија. Ние по втор пат одиме таму, каде што младите кошаркари на КК Милановски со голем напор, со голема борбеност стигнаат до доста големи медали, тоа во голема конкуренција, каде што доаѓаат земјите од Словенија, Црна Гора,
Турска и домаќинот Србија. Таму младите постигна голем успех. Секако јас од своите дечиња сум незадоволен, туку презадоволен. И ми е мерак да работам со такви дечиња кои што се наоѓаат од една населба и кои се сите дружиме како едно цело сме, и тоа ми дава уште повеќе надеж и волја да работам со нив. Младите членови ни раскажаа дека се презадоволни од целокупната атмосфера и условите за работа во клубот. То имаме добри тренинзи, тренерите не се повеќе ни учат на добри на дисциплина и да не изведат на прав пат и да направат од нас добри спортисти. Во Крагуеваc со своите големи признанија, еве да ни кажете за што се работи. Јас освоив медалја од треќо место 2 на 2 и сум задоволен од тоа. А јас освоив второ место на 2 на 2 и сум и јас задоволен од тоа. Какви се условите за работи во КК Милановски? Добри се, многу добри тренинзи имаме, сум задоволен од тренерите. Кошаркарскиот клуб Милановски е на најдобар пат да стане успешна екипа каде покри резултатскиот сегмент ќе се направи напор да се вклучат што повеќе младици. Со нив во наредните години уште поинтензивно ќе се работи во изучувањето на тајните на кошаркарската игра. Исто така, како што ни рекоа, голем успех за сите во клубот ќе представува доколку овие дечиња со текот на времето покрај добри кошаркари се изградат во здрави личности надвор од денешните опасни пораци. Луис Хамилтон победи во трката на Формула 1 за големата награда на Англија. Ова си останатите спортски вести. Актуелниот светски шампион водачот на Мерцедес Луис Хамилтон триумфираше во трката за големата награда на Англија на патеката Силверстон. На англичанецот ова беше втора последователна победа на големата награда на Англија, со што ја зголеми предноста во генералниот пласман пред својот колега германецот Росберг. Воедно Хамилтон стана првиот англиски водач по Девид Кулхарт кој во сезоната 99-2000 успел да забележи 2 последователни победи. На трката во Силверстон Хамилтон оствари победа со предност од 10 секунди пред Росберг, додека трет беше водачот на Ферари Себастијан Фетел. На Хамилтон ова беше 38 победа во кариерата, а 5 во оваа сезона. Фудбалската селекција на Фиджи со победата над федералната држава Микронезија од 38-0 оствари рекорда победа во меѓународни рамки, соопшти организаторите на Пацифичките игри. Фиджи уште во првото полувреме победе со 21-0, а нивниот фудбалер Антонио Тиувина успеа сам да постигне 10 голови. Организаторите рекоа дека со овој резултат е срушен рекорд од 2001 година, кога Австралија ја совода американската Самоа со 31-0 во квалификациите за светското првенство за потрачјето на Океанија. Меѓутоа, останува нејасно дали ФИФА ќе го признае овој резултат, бидејќи на Пацифичките игри учествуваат играчи кои се помлади од 23 години, што важи за мечот Фиджи-Микронезија. Екипата на Ливерпул во предниот рок одлично работи на полето за засилување на играчкиот кадар. Седмото засилување не стана белгискиот интернационалец Бентеке од Астон Вила, за кого Ливерпул ќе плати 40 милиони евра. Минатата сезона Бентеке во дресот на Астон Вила успеа да постигне на 101 направо 49 голови и беше најдобар играч на својата екипа. Кристијан Бентеке во моментов се наоѓа на одмор и се очекува следната недела да биде представен како најново засилување. Во Ливерпул веќе пристигнаа Джеймс Милнер, Дани Инкс, Адам Богдан, Џо Гомес, Роберто Фирминио и Натаниел Клајн. Дали ово засилување ќе биде добри за менаџерот Роџерс, ќе покаже новата сезона во Премиер лигата, која стартува за околу 1 месец. По вестите од спортот следува временската прогноза.
Со информацијата за времето го завршуваме последното издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на К3. Следува интервју со Нино Величковски.